Студеното време со поларни температури е причината за зголемениот број болни дечиња и повозрасни, коментираат лекарите. Еден ден кашлање и веднаш тешка форма на бронхопнеумонија. Овој период многу деца завршуваат со оваа дијагноза, а најпогодени се децата чиј имунитет е слаб, за да одговори соодветно. Најчесто пациенти се жалат на инфекции на дишните патишта, односно проблеми со дишните патишта, како што се кашлање, кивање, течење на носот. И во тој случај не мора да значи дека тоа е грип, нема место за паника, бидејќи тоа се настинки кои што во студените месеци се појавуваат и нема потреба да има некој страв дека тоа е грип и дека нешто може да се комплицира. Туку едноставно треба да се внимава повеќе на имунитетот, односно да се пие, да се јаде овошје, зеленчук, да се добијат поголема количина на витамин С, кој што ќе биде по-добро за да се појача имунитетот кај луѓето. Исто така голема количина на течност се препорачува да се пие. Лекарите сметаат дека доколку дневните температури се зголемат, ризикот за појавата на грип ќе се зголеми. Температурната промена може да доведе до појава на грип, но не мора и да значи. Бидејќи вирусот на грипот, инфлуенцата, тој мутира и секоја сезона се појава нов тип на грип. Значи може да биде од полесна природа, може да биде од потешка природа. Од Центарот за јавно здравје Струмица денеска информира дека студеното време сепак и со една предност не дозволува грипот да се развие. Епидемиолозите велат дека за изминатата недела има регистрирано само 4 случаи на грип во Струмица. За разлика од минатата година, кога зимата беше поблага, неделно имаше и по 100 случаи на грип. Лекарите велат, грипот не сака ниски температури, а северниот ветер ги шири и загадувањето. Препорачуваат шетање на децата на чист воздух, воедно им порачуваат на родителите при течење на носот да не им прават инхалации на децата во домашни услови.